Воопште е познато дека депонијата Дризла, уште пред да изградат, властите ни обечава дека она ќе биде исклучиво регионална депонија. Меѓутоа, денови наназад се носи депонија и од Тетово, од Гостивар, од Струга, што значи по се изгледа сакаат да направат централна депонија на ниво на држава. Видете, опште е познато и научно докажано дека водите од висините, од редиштата, од планините понираат кон низините. Сите знаете дека Драчевското поле е обработливо земјиште. Таму со децении наназад се произведуваат градинарски култури и можам да кажам дека Драчево е едно од главните дистрибутери на градинарски култури кој што го храни Скопје и околното население. Така со наводнувањето на земјиштето на полето Драчевско се врши со подземни води. Уште сега ние чувствуваме разни болести врз градинарските култури. Меѓутоа сега со овој што сакаат да носат депониите од други градови, што значи го наголемуваат уште повеќе капацитетот на загаденоста. И денови се чувствува не само во Драчево и околните села големо реа на радиоактивни материјали, бидејќи се носат и такви материјали во депонијата наша. Затоа ние денес и давам еден апел до сите граѓани на околните населени места да искочат од утре натака, ќе се организираме и да покажеме едно предупредување, еден протест до локалните власти. Вие знаете со децентрализацијата заживеа локалната самоуправа. Што значи дека локалните власти на секој регион се должни да ги подобрат животните услови на својот реон таму, а не да се носи на едно место. Така што мислам ова е дека нонсенс и не би требало да дозволиме вакво нешто да се случи и да го труеме населението. Да, ќе продолжи уште помасовно и даваме уште еден апел до сите граѓани на околните населени места. А утре од колку стат? Па ќе се договориме накнадно, ама веројатно ќе биде околу 12 часот. И Скопје да се повика. Да, може и граѓаните и од градот Скопје, бидејќи и нифова ги засега. Сакаме власта да ја прашаме, ван работно време, во нотни сати, што бараат шлепери овде да носат ова сомнителен товар? Одма се јавува сомнеш. Ван работно време луѓето се жалат дека во нотни сати гледаат сомнителни шлепери, што носат, како носат. Министерот треба да се заинтересира, полицијата треба да се заинтересира, а дека доказ е загадено, само снимајте ја реката, Маркова река, доле све ќе ви биде јасно каква е бојата, дали има растителен или животински свет, тоа ви е доказ и по. Мислам на овој протест, како материјален доказ, ја посочуваме Маркова река да ја снимате и да прикажете на македонската јавност како е. А МВР и организиран криминал и Министерството за животна средина ги прашуваме што бараат у нотни сати. Сомнителни шлепери што доаѓаат овде. Дали треба да се сликаат, дали и у нотни сати треба да се блокира патот, па да видиме кој и што носи.